Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска пратеничката група на СДСМ поднесе барање за автентично толкување на член 11 од Законот за помилување. Со овој чекор сакаме да ги спречиме најавите да се врати незаконската аболиција на Ѓорги Иванов, против која застанавме сите слободоумни граѓани, зад која застанавме и ние како партија. Неказнивоста на делата што ги направи режимот предводен од ВМРО-ДПМНЕ не смее да има и нема да има. И тоа ние нема да го дозволиме. Граѓаните бараат правда и правда мора да има. Секојдневно, почитувани граѓани, сме сведоци на обиди за избегнување на правдата. Од постојано одложување на судења, па се до иницирање на постапки до Уставниот суд. Последен од тие обиди е отварањето на вчерашната постапка за оценка на членот 11 од Законот за помилување. Одредени структури во правосудството упорно бараат начини да ја заобиколат правдата оние кои повеќе од една деценија ја злоупотребуваа службената положба и крадеа од граѓаните. Тоа, почитувани граѓани, ве уверувам дека нема да го дозволиме. Нема да дозволиме нова незаконска аболиција од очигледни инсталации на режимот на Никола Груевски и на ВМРО-ДПМНЕ. Нова неуставна амнестија нема и не смее да има. Секој мора да одговара за делата и за злоупотребите што ги има направено. За предметите за кои се води постапка пред специјалното јавно обвинителство, а сега превземени од јавното обвинителство, мора да има правна разрешница. Ги повикувам сите мои колеги пратеници да застанат на страната на правдата и да го поддржат барањето за автентично толкување. Тоа е одговорност на секој избран пратеник. Заедно да го спречиме активирањето на незаконските помилувања дадени од поранешниот претседател Ѓорги Иванов и сите до еден на дело да покажеме и пред нас самите и пред граѓаните дека навистина се залагаме за правда и правечност. Ви благодарам.